Немојте бе куртони пробушени, немојте. Имајте малце однос, осет за оно што се случува. Филипче, собери си ги кучињата од невладините, прибери си ги у кафес. Протести ке праеле. За кој мој протести бе? Зашто протести? Фалсификати едни. Србија ќе ја копирате? Српските студенти ќе ги копирате? Прво, и да сакате не можете. И да сакате не можете. Затоа што таму у таа маса од неколку стотици илјади студенти, луѓе, граѓани што се собраа, ќе најдеш и стварно некој кој што се загрижени, општествено ангажирани, не се платени и така натаму и така натаму. Ќе најдеш. Секогаш таквите протести ги се злоупотребени од одредени служби безбедносни кои што работат контра власта. Не ме сваќајте погрешно, но тоа е секогаш така. Секогаш тие против кои што се организираат тие протести, во нив има, веднаш се инфилтрираат луѓе од тие безбедносни структури кои што ја подгреваат атмосферата. Не велам дека немаа право во Белград, апсолутно имаа право да протестираат. И видовте на Вучич што му се деси. Цела држава се крена против него, сум го повторил тоа. Со целата почит, пак ќе кажам, што човекот е, неговата влада е пријател со нас. И гледате, тоа го покажува на дело. Но, тоа што му се случи затоа што тотално погрешно ја менаџираше целата криза од која спадна на стрешницата во Нови Сад. Затоа што годините владење го одлепија малце од лото. Луѓето околу него забегаа. На некој начин морал и да ги заштити, мислејќи дека ако ги заштити нив ќе се заштити себе, излезе контрапродуктивно. Втора работа да ви нацртам за да не паѓате на провокациите на овие Цивил, Мивил и компанија, кои што со години правеа тоа што го правеа, често не во корист на македонскиот народ и на македонците. Кога се случи тоа во Нови Сад, тргнаа со власта во Србија, тргна со одредени дезинформации, дека не ја санирала, дека не ја реновирала настрешницата, дека немала тама, не било од некои причини чепната, што веднаш беа фатени во лага. Второ, кај нив неколку дена немаше, не видовме оставка, сите се крија и изгледа веројатно главниот не им даваше да дадат оставки на тие набитните позиции, вклучувајќи градоначалникот на Нови Сад. Тоа дополнително го крена револтот кај луѓето. Трета работа, кога почнаа да протестираат, беа нападнати од луѓе во качулки, во такви работи, беа нападнати студенти на Драмскиот факултет во Белград. Тоа ја почна да ја прелева чашата. Следеше нов напад на тие со качулките, со коли креваа студенти од протест. Знаете сите како беше. Дополнително се вжешти атмосферата. Почна да се прави огромна кампања на провладините медиуми против студентите, да им се црта мета, да се нарекуваат усташи, вакви, онакви и така натаму. Дополнително тоа ја загре атмосферата. Власта не ја изменаџира кризата, не ја сватија моќта на незадоволниците што ги имаат во сопствената држава, им се случи тоа што им се случи. Сега, конкретно кај нас, нема никаква врска со тоа. Не паѓајте на глупите провокации на Цивил и компанија и на тие опашки од невладини што треба на некој начин да му помогнат на Филипче и на тие од другата партија со која што владееше, тоест кои што владеа со Македонија, да извлечат живи глави. Затоа што оваа власт Мицкоски тргна против нив во директна борба. Го гледате тоа. Кога порано функционери на дуи битни фаци влегле во затвор, отишле во притвор,
Кога бе? Излезе скандалот со мазут, труењето. Сега имате, после трагедијата во Кочани, имате апсења. Ке видиме тоа како ќе заврши пак. Јас никогаш пред време не кажувам ништо. Но овој пат мислам дека гадно ќе наебат сите што биле поврзани што се поврзани со трагедијата во Кочани. Гадно ќе наебат. Не му влагајте у положение на тој Филипче, кој што самиот треба да одговара. А ова што тргнаа вака на овој начин, уште на 24 часа не помина од трагедијата во Кочани, тргнаа Кобајаги, Божемски, Куртониве да се организираат, ќе правеле протести. Кога дојде ВМРО на власт, пред колку месеци беше, летоска дојде, така? Не бранам никого, корупцијата е кај нас наследна болест. Кој како дојде на власт ја наследува. Но ајде да видиме. Вие не ги видовте тие кои излегоа, министерот за внатрешни, било кој, премиерот. Не гледате реален без во нивните очи за тоа што се случи, реална решеност да ја решат оваа работа. Знаете зошто, знаете која е причината, па и тие имаат деца бе. Може утре неговото дете да влезе во некое такво субстандардно диско некаде и да му јават по телефон, детето ти изгоре, не дај Боже. Може ли тоа да се случи? Може. Татковци се тие, мајки се тие, исто имаат деца. Свесни се за опасноста веќе што ја предизвикува тој октопод наречен корупција. И у многу посредени земји од нашава е присутен апсолутно. Земете и Белгија, и сегде го има, сегде. Во Шведска, во диско 90-тите години, колку души тамо изгореа? 160 и кусур души. Исто субстандардни услови, некако вие нормално у Кочани, у она прчварана. Срамота е бе, Филипчево, што го правите бе. Абе, бедно е бе. Место тамо да се ќутиш, да се покриеш со 10 ѓоргана, да те нема. Глумиш нов лидер. На кого му глумиш? После оно што се случи со модуларната у Тетово, дали еден повикавте на одговорност? Колку бевте вмешани тамо? Имаше и истражување на ИРЛ направено на овакво. Кој наеба од вас? Каде е одговорноста? 15 души живи горе, а ги слушавме како се дерат. Ко пички под кошулја се криевте, а ти замина у приватно да работиш. Тој си поднесе оставка и си среди тамо да можеш у мој термин, тоа е у твој термин, да оперираш приватно со средство од, не знам. Тоа направивте. И да правите милиони. И сега, после известно време се враќаш лидер на партија. Кого треба да заштитиш? Зоќе треба да го заштитиш? Кого друг? Дуи треба да ги заштитиш? Кого друг? Себе треба да се заштитиш ако си лидер на партија. Ја ви кажувам, ВМРО-вци, не сте фраери ако не тргнете против него. И тој случај, мислам, не е ни затворен со модуларната, не знам, уствари, може и да е затворен, кабелот нели беше крив. Али тој може и да се отвори. Пак, оти гледате колку се опасни. На прва прилика почнуваа да ви мочаат у супата, тогаш кога никој не очекува, кога викаме луѓе, дајте, чекајте максимално да пробаме нешто да санираме од ова што се случи. Да се казнат тие што треба да се казнат, да се помогне тамо кај што треба државата да помогне.
Они власта им е битна. Негативни поени да му набацат на партијата на власт. Да ја компромитираат пошто-пото. Можок, затоа велам уклучете, не паѓајте, и вчера ви реков, на вакви бедни, ниски провокации на Филипче и тие невладините, шо ја да сум на местото на Филипче, уште денес ќе ги укинам. Ќе ги укинам, кој што им прави Трамп у Америка, на тие. Тоа е чисто зло што го одржуваме у животот држава. Чисто зло. Тие пари добиваат од надвор. Тие што плаќаат од надвор, за кои мои плаќаат? За чии интереси? За наши? Не бе, за нивни интереси плаќаат. Нашава влада у поедини случаи или власт или држава, како сакате, е посредник у нивните плаќања. Легнуваат пари на име на овој, овие им ги пренесува на невладиниве. Така иде тоа од прилика, ја колку што знам, у некој случај. И уште им ги пренасочува као курир за овие после да им очаат у супата. Шо сакате поише? Сега за сега, го реков тој и вчера, власта максимално транспарентно тргна во пресметка со сите поврзани со трагедијата у Кочани. Транспарентно кон јавност, велам. Известува кога ќе може да извести за она за што треба да извести. Нормално што е нешто дел од истрагата не може да извести, затоа што може да ја наруши. Но транспарентни се, ве, луѓе. Шо поише да направат? Гледаме што се случи вчера. Еден од тие фраерите, многу фраер се правеше кој беше министер на ДУИ. Цак! Клавир! Тој предходно недопирливиот пуци, 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 на ме повуци. Исто! Драго ми е искрено, ова го зборев уште првиот ден кога дојде ВМРО на власт. Се сеќавате, има клипови, ако некој не веруе. Реков, ѓаолски тешко ќе му биде на ВМРО, но ќе мора да влезе во директен судир со организираниот криминал, со мафијата у Македонија, кое што е, како да кажам, рак рана, толку е метастазирана, толку длабоко е метастазирана, да е навистина храброст да влезеш у војна со неа. Искрено, у тоа време кога го кажав тоа, кога победи ВМРО на изборите, многу повеќе не верував дека тоа ќе се случи, дека ќе тргнат у војна против нив, отколку што верував. Но, она што го гледам, последниве месеци, излезе дека што сакате можете да зборите за Мицкоски. И тоа сум ви рекол, особено ако сте ВМРО-вци, сте биле порано. Треба да си подадете рака, сум ви го рекол тоа во лице, многу пати. Ама Мицкоски бил вако била. So what? Подадете си рака, друга е, поголема е целта, сликата е поголема, предизвикот е поголем, да направиме само одржлива држава, која што ќе се знае да се справи со секаков предизвик. Закопајте ги војните секери, ама Мицко било. Абе, како да ви кажам, ако е поголема сликата, треба да си подадете рака, за да се изборите со овие другиве. Лајнава, што пак не влечат доле, и користат секој момент да не влечат доле. Не се, друго ми беше муаветот. Последниве месеци видов сериозна намера на власта, не намера, него буквално влегува во војна, луѓе.
буквално влегува во војна со оние кои што до вчера ги сметавме за недопирливи. Бај ги рчна тамо, премиерот. Бај ги рчна. И нормална е оваа реакција. А вака почнува. Прво ќе се обидат протести, ќе организираат обиди. Кој е следен? Кој е следен, така го насловува протест, па демек тоа треба слоган да биде на... Да не ви кажам кој е следен. Ај, па имам обзири. Кој бил следен. Така што уште еден апел. Трошка на тие гомна да не им верувате. Од тие невладени кои што сега излегуваат пред Филипче, за Филипче да остане у позадина, да не се гледа, за да може да продаа муда за бубрези, демек не е време за поделби, тука сум на располагање, дајте да го решиме ова во Кочани, да помогнеме колку што можеме. А умеѓу време, тие другите што му беа, на кои што им беа партнери СДС, пошто оние водеа државата претходно 7 години, не СДС, тие и овие невладиниве малце понапред, овие малце позади и почнаа да роварат. Почнаа со рушење на оваа власт. Ако сакате више толку пластично да ви се изразам. Само што нема да може. Еве сега ви кажам. Ви го кажав тоа и кога победи ВМРО на изборите, сум ви го кажал и покасно, нема да може бе. Нема да може. Ке мораат ВМРО да средат многу работи и тргнаа да средуваат. И позитивното е што го слушаат сега гласот на јавноста. Не се одлепени од тлото, пола метар. Знаа дека само со агилност, со политичка волја за промени, дека мора да ги сменат работите, дека не може веќе вака да функционира оваа држава на овој начин. Не може, ќе се распадне од внатре, ќе имплодира. Така што не си правите бајрам со паметот дека ќе ги смените до нова година или преку ноќ. Немате шанси. Вие сте куртони и служени и фрлени. Партија исто таква сте. На СДС мислам. Ве најдоа, странциве ве навреа и ве фрлија. Запамтете ги овие зборови. Таква партија сте ви. Тоа е дефиниција за вашата партија. Најдена, наврена, фрлена. Точка. Само останатиот дел од јавноста го молам да отвори очи. Значи, ова нема никаква врска со оно што се случи во Србија. Начинот како дојде до радикализација на тие демонстрации, начинот власта како што се однесуваше во Србија со оваа кај нас, значи драстични разлики има. Освен што и за двете трагедии причина беше, јадрото на причина на трагедијата беше корупцијата. Но, затоа се политичарите, затоа е власта. Некој ќе изреагира правовремено, точно, а некој, како во Србија, не изреагира правовремено, точно. Па ќе кажам со целата почит кон премиерот Вучич, кон таа власт што е пријател, што е наш пријател, и покажа дека сакаа да ни бидат пријатели. Но ова го зборам технички, зашо се случи некоја работа тамо, а зашо не треба таа работа и нема да се случи овде. Затоа што за среќа пристапот на нашата власт беше промптен, што викаат. Агилен, брз. Само
нека истуркаа до крај работата. Ја нема ништо да коментирам. Пак ги оставам со надеж, како реков, јас сум песимист со вера. Сакам да се сомневам, но со вера дека овој пат ќе истуркаа до крај работата. Толку.